Благодарам, председателе. Почитувам колега Битичи. Во делот за неспособноста, кога кажувате дека има неспособност во заработењето, да ве подсетам дека додека вие бевте вице-премиер во една влада, по 5 години не се носеа подзаконски акти на закони. По цели 5 години. За вас е ова експедитивно брзо кога се носе за 16 месеци. По 5 години немавте донесено подзаконски акти на најмалку 100 закони во државата. Тоа јас ви го тврдам, колегите правници кои што ги имате во вашите редови може да ви потврдат дека сум во право. Така да во делот на неспособноста тука не би се сложил, бидејќи ќе треба да се погледнете во огледало за да видите што се работи, каде е неспособноста. Во оној дел дека навистина се касни со носењето на закони, тоа е точно, се касни, меѓутоа се работи за една техничка промена, кај конкретно во законско решение, која што во правниот промет ние мораме да ја спроведеме. Таа не го кочи донесувањето и функционирањето на самиот закон, меѓутоа ако го вратиме ние сега законот и во недоглед, не го усогласиме со ЗОРД, што сме направиле со правниот поредок и со правниот систем. Трета работа, за ова законско решение, јас зборував на самата комисија, овдека, за мене, не е само што се усогласува и дали треба да се усогласи. Тука фали една друга работа, која што во иднина, јас и укажав дека Министерството треба да ја донесе, а тоа е кај законов за задруги, да ги издвои земјоделските задруги, кои што вие, неосновано во претходната влада, со ваша одлука ги ставивте да бидат сите заедно во куп. Земјоделските задруги имат посебна програма по кои што се финансираат, посебно оделение во Министерството за земјоделие кое што работи исклучиво со земјоделските задруги и слично. Така да тие требаше да си останат со посебно законско решение. И ние тогаш на времето реагиравме зошто вие го спајате законот заедно. Тоа е она што Министерството за економија треба да го направи во иднина во соработка со Министерството за земјоделие. Тоа е суштински измена. Ова вие сега што го зборувате, ова е политичка фоскула и политичко излегување заедно со колегата Сали, кој што често пати за ова зборува. Да, треба законите да се донесат на време, меѓутоа неспособноста треба да ја погледнете во огледало, каде што по 5 години не донесувате подзаконски акти.